Почитувани гледачи, добро вечер. Повторно сме на истата фреквенција. Вие сте заедно со емисијата во потрага по вистинскиот збор на Вистинска телевизија или скратено на Вистел. Вечерва имам ретка и навистина пријатна можност да разговарам со мојот колега и пред јавноста ќе кажем и пријател Ахмет Селмани. Ние работевме на времето јас во Нова Македонија, Ахмет во Фљака, по иста зграда. Потоа, во еден период, Ахмет беше активен и еден од основачите на фестивалот на Инфрашери во Тетово, а јас им помагав, да речам, а и бев учесник на тој фестивал. И ми е многу драго што сега повторно се гледаме, а имаме и конкретен повод. Тој повод е токму оваа книга, за која неодамна, поточно 13 февруари оваа година, Ахмет Селмани ја доби наградата Мост на Друштвото на писателите на Македонија. Јас, почитуван и драг Ахмет, ти честитам за оваа награда. Се радувам што токму ти ја освои, бидејќи оваа награда е заслужена и тоа не е сега, туку многу одамна. Бидејќи ти си еден од ретките критичари и есеисти, би рекол врвни познавачи на литературата, не само на албанската, туку и на македонската, па и пошироко, а пред се си и самиот автор. Ти си извореден поет, значи не само критичар и есеист. Па ајде да го почнеме овој разговор, после овој мој вовет, со твоето Скопје. Ти си роден во Скопје, а студираше на филолошкиот факултет при Универзитетот во Приштина. Па, сакам малку да ни проговориш за Скопје. Најверојатно ќе кажеш некои збори за Грчец, каде што Глумово, каде што живееш покрај езерото, кое што за жал не функционира. Ахмет, проговори ни малку за твоето детство, твојата младост во Скопје, а подоцна и за твоите студентски и студиски денови во Приштина. Поведи. Најпрво ви благодарам за поканата и ми дадовме можност да се изразам и јас за некои работи, да ја кажам мојата вистина за книжевноста, за градот Скопје и за многу други работи. Моето детство, како што рековте, се одвиваше во родниот крај, таму на кај Сарајево, Глумово, покрај реката Треска. Да не навлегувам сега подлабоко таму како беше, што беше, меѓутоа тоа сепак е убав живот беше некогаш. Потоа се нафатив, значи средно училиште во Зефлуш Марку завршив во Скопје. Исто така и таму имам убави впечатоци како ученик одличен. Успеав таму да читам многу книги во тој период, во тоа време, што навистина влијаеше многу во моето формирање и моето консолидирање како личност и како творец. Исто така, потоа во времето на бивша Југославија, нели тогаш имавме можност ние да студираме во другите републики и покрајни, тогаш како се ги нарекоа. Јас се префрлив во Приштина таму. Нешто немаше некоја разлика или посебно, тоа истиот образовен систем, истите критериуми, можеби понекогаш имаше предрасуди некаде дека таму се студира лесно, дека брзо се доаѓа до диплома и така натаму, меѓутоа во суштина тоа беше исто. И таму јас завршив книжевност, значи албанска книжевност, и потоа се вработив во редакција Фљака, значи весникот на албански јазик, и таму ја почнав мојата кариера како новинар, како публицист и како творец. Таму ја објавив и мојата прва книга. Ова претежно се поврзува со Скопје, значи како роден крај, како моја судбина, да речем. Скопје е моја преокупација, не само во физичка смисла, туку и духовна. И духовна, така. Да, Скопје буквално мене ми пружи све.
Значи да не само да ги гледам работите во вертикалата, во хоризонталата, туку и во вертикалата, да пробивам таму кај што обичниот човек не ги гледа работите. Меѓутоа мене тоа е предизвик за мене јас внатре, значи од другата страна на медалјето да ги гледам работите. Токму тоа во Скопје јас ги наоѓам пред се човекот како суштество, не во етничка или религиска припадност, туку како суштество, како битие, како онтологија. Тоа мене ми е предизвик во целото моје творештво. Така, на гледачите веќе им предочивме, ама еве да повториме, да им кажеме уште еднаш дека ти не го напушти твоето родно Глумово, и денес живееш таму, што сакам со ова да кажам, дека од таа приградска населба не се одвои, туку се уште си сепак во една релативно чиста средина, покрај реката Треска, покрај езерото, кое што за жал сега не е активно, но некако го спојуваш работното место ти е во самиот центар на градот, буквално до камениот мост и кај старата автобуска станица, а патуваш тие, не знам, 10 километри секојдневно, за сепак да бидеш во природата. Но и ти, и јас, и многумина други, моравме да работиме како новинари. Не случајно велам моравме, бидејќи најголем број писатели мораат да екзистираат и во новинарството и од новинарството. Така, ти работеше во Фљака, значи беше дел од НИП, односно од новинско-издавачкото предпријатие Нова Македонија, кое што исто така, за жал, не постои само таа зграда. Па сакав да прашам за тој спој на новинарството и литературата и книжевноста. Новинарството е секако посебно искуство, посебна област. Так. За мене секогаш, кога влегов во областа на новинарството, сфатив една работа. Дека мора да се примени принципот гледај и информирај. Значи, гледај, пишувај. Додека за книжевноста, за литературата е сосема нешто друго. Гледај, значи чувствувај и замисли. Значи имагинација треба да... Тука е разликата, иначе не ги поврзува јазикот, едното и друго. Меѓутоа суштината е во реалноста и во имагинацијата. Ова прекрасно го кажавте и навистина е така, литературата не е записник. Значи не се пишува само она што се гледа, туку и она што се чувствува и она што се замислува, што се вообразува како фантазија, како имагинација. Значи, новинарството не можам да кажам дека не ми даде ништо. Буквално новинарството ми ги отвори сите врати од сите страни. Успеав да се спасам, да речам, под наводници од таа изолација, од осаменоста, пошто творецот е осамен. Без осаменоста не може он да преживее. Додека новинарството ти ги отвара вратите од сите страни, ти запознаваш разни индивидуи, институции, постојано си активен искуства, културниот уметничкиот живот. Многу од тие работи се претварат во творештво еден ден по само се менува гледната точка, значи доживувањето. Се менува дискурсот, во право сте. Денеска сте државен советник во Агенцијата за примена на јазикот. Како го доживувате балансот меѓу институционалната рамка и одговорност од една страна и од друга страна човековата, па би рекол, лична и креативна слобода? Ние некако како да не ги почитуваме правилата, нормите, некој си земаме преголема слобода, па и фирмите кога ги пишуваме, често не ги пишуваме на кирилица, ги пишуваме на латиница, ги пишуваме на англиски јазик и слично. Исто така не се води грижа ни за македонскиот, ни за албанскиот јазик,
во неговата секојдневна примена. Многу малку имаме позитивни примери, за жал. Некако сите како да чекаат некакви казни, санкции, еве и со управувањето на автомобилите, тоа го видовме. Кога се уведоа ригорозни, би рекол, дури и драконски санкции и мерки, одеднаш станавме и ние внимателни, и ние се однесуваме како што се однесуваме во странство. Треба ли со јазикот повторно некој да не казнува за да се научиме на ред, за да го почитуваме? Вака, во институцијата кај што работам како државен советник за јазично уредување, тоа е секојдневна работа. Значи, тоа е работа за опстанок. Ние горе-долу сите сме исти нешто. Јас сакаме многу таа работа, меѓутоа сме должни на кој. Сега да не бидам безобразен дека не ја сакам. Јас сакам, ама не е тоа некоја посебна љубов за... Иако што станува збор за јазикот. Додека творештвото е она доаѓа сама, не одам јас кај творештвото, а додека овде одам сам. Треба да станам са бајле, и да тргнам за работа, да одам да ги извршувам моите работи. Што се однесува до јазикот сега. Јазикот е посебна грижа, не само во нашето општество, посебно за македонскиот јазик или за албанскиот, што е на некој начин званичен, значи официјален стана со усвојувањето на јазикот за употребата на јазиците во 2019, значи делумно, не е целосно тоа. Меѓутоа, проблемите се исти. Значи, од ден на ден ние сведоци сме дека не се тие генерации веќе што се грижеа за јазикот, за правописот, за да биде јазикот како што треба. Сега од ден на ден сите се послаби генерации. Не сакам да ги понижам овие новите генерации што доаѓат, меѓутоа времето на интернет, на ова дигиталната епоха го направи своето. Некако луѓето ги отуѓи од јазикот, како да станат овие наши мајчини јазики, како да станат ова како резерва, да речеме. Како да не е нешто ни битно, ни толку неопходно, како да не е обврска. Како да не е обврска. И така да грешки, дури скандалозни грешки има насекаде. И во медиумите. И насекаде има. Да не збориме во службените документи кои секој ден ни стигнуваат таму, па треба да ги преведеме, па начинот како се преведува, тоа понекогаш треба да се спореда. Многу е често буквален. Тоа веќе е посебна приказна. Тоа не сакам да навлегувам сега јас, ама е проблем. Тоа треба јазикот да биде грижа на сите граѓани. Сега да во врска со тоа што ќе дека некој закон за заштита на јазиците, тоа не знам колку би можело тоа. Мислам дека тоа не би можело тоа да ги натераш луѓето да бидат сите образовани за или да го знаат јазикот како. Мислам дека тоа на некој начин е илузија. Тоа сепак треба во образованието, во други механизми треба што како да се заштити јазикот, а не со казни, со тоа. Јас мислам дека лично дека тоа некако невозможно. Може би еден дел ке влијае кај еден дел, но во целото општество не... На краток рок, така. Вие сте автор на поезија, на проза, но, кажав и на почетокот од емисијата, на голем број студии, есеи, критики. Сакам да ве прашам, во која форма, во кој род, во кој жар себе си најсилно се препознавате? Каде се наоѓате најмногу себе си? Со што се идентификувате? Како поет, како прозаист, како есеист или како критичар? Да бидам искрен сега, не би можел да ви најдам адекватен одговор за ова, бидејќи сите жанрови, сите книги на некој начин се како деца мои. Не можеш да кажеш кој е тие... Сега да речем дека ќерка ја сакам повеќе или синот повеќе, ке ве лажам. Меѓутоа, можам да кажам нешто друго. Јас никогаш не знам кој жанр или каква форма, дали поезија, дали расказ, дали роман ке ми дојде тоа. Ова
убаво вели Милан Кундера дека не ги бирам јас жанровите, туку тие ме бират мене. Така. И јас на некој начин, не само кај мене, мислам дека и кај сите други творци се случува тоа. Прво почнува како идеја, како мисла, па после тоа се развива. На почеток мислиш дека тоа може би поезија ќе стане во дефинитивната форма, но со текот на времето тоа се претвара во нешто друго. Нешто сосема ќе видиш дека сосема нешто друго и обратно. Да, така. Авторот патува. Тргнува од една точка и никогаш не знае точно каде ќе стигне и како ќе стигне. Може да има едни планови, едни намери, па дури еден наслов на почетокот, на крајот ќе биде нешто сосема друго. Во вашата книга Поезијата и индивидуалноста, вие се занимавате со современата албанска поезија. Сакам да ве прашам, што денес ја одредува, ја определува индивидуалноста на еден поет? Не ве прашам случајно. Во македонската поезија има голем број нови, млади автори, но за жал нема критика. Критичката мисла, речи си, како и да не постои. Дали е слично и со албанската поезија, и со албанските поети, творци, или е поинаку? Значи, кажете ни нешто за вашата книга Поезијата и индивидуалноста. Лесно ли е денеска да се биде поет и може ли секој ли да биде денеска писател па и поет? Токму тоа. Ова Поезија и индивидуалноста е мојата прва книга. Тоа е објавено точно пред 30 години, 96 година. И во тоа време јас веќе ги забележав тие малку чудни трендови кога почна одеднаш како експлозија, како лава да пробие општеството, секој да почна да објави книги, да пишува, без разлика на критериуми, Тоа на некој начин создаде една вртоглавица во творечките кругови. И идејата, значи, протече од тука. Јас во мојата глава постојано мислев тогаш како да направам една книга, една селекција со индивидуалности, значи со личности, творци кои се на некој начин го прават ова мозаикот на современата албанска поезија. И тоа може би звучи како илузија дека јас сакам да ги стопирам нешто друго. Тоа е веќе друга приказна, тоа може би некој така може да го прецепира. Никој никого нема да стопира. Ама јас сакав како визија, како прецепирање да создадам еден мозаик за тоа дека мора ова да се стопира на некој начин, бидејќи тоа како лава почна да се опоплавивме на некој начин. Тоа продолжува со голем интензитет и денеска. Па затоа ова книга мислам дека не е во дефинитивната форма како што ја направив, пошто беше скратено тогаш, една скратена верзија, меѓутоа сепак тие што се опфатени таму се индивидуалности. Сега, што е еден поет со индивидуалитет, со индивидуалност? Мислам дека индивидуалноста ја прави ова начинот како го трансформираш јазикот, како го раскажуваш. Не е до темата или мотивот. Мотив или тема може да 100 автори истата тема да. Меѓутоа некој ни се допаѓа, а некој не ни се допаѓа. Токму тука е индивидуалноста. Значи изразот, исказот, начинот на интерпретација. Како он го раскажува, како го изразува како тоа. Како тече приказната, како ја обликува. Така. Вие сте денес еден од најпознатите писатели кои што пишуваат на албански јазик, инаку кажав, веќе сте и член на Друштвото на писателите на Македонија, ја добивте и наградата Мост. А сакам да ве прашам малку и за прозата. Вашите романи, Сенката на коњот и Создавање на пустината, веднаш да кажам, ми се допаѓаат и двата наслова на книгите, отвораат силни символички светови. Пред малку проговоривте малку за темите, за мотивите.
кои што може би најразлични. Ама јас сакам попрецизно да ве прашам, кои теми најчесто ве прогонуваат како автор? Ве измачуваат, ве мотивираат, ве поттикнуваат, ве инспирираат? Да ви кажам искрено, мене секогаш ме привлекува тоа што е темно, што е мистериозно, што не го гледа ова вообичајниот човек тоа. Значи малку надреално, нереално. Да, целта ми е мене во темнина да откријам светлина. Браво. И во моите романи, во мојата проза претежно се условно да речам вака црните теми. Значи лошото, злочинот, тоталитарноста и така натаму, сите тие. Меѓутоа јас сакам да создадам еден контекст, преку мојот наратив таму, преку моите ликови, да создадам една слика што сепак во тие ситуации, во тие околности се крие нешто убаво, нешто што ние постојано треба да мислиме, да размислуваме за тие проблеми, дека таму треба да се бара ова суштината, а не во тоа што се случува, што се соочуваме ние. И во сенката на коњот, тоа е, да речем, еден роман чуден можеби, пошто фактички има две романи таму, се две верзии, да кажам. Може да се чита и од крај, и од почеток, и од средина. Може и како раскази да се читат поединечно тие поглавјата и така натаму. И токму тука преку една символика, преку една алегорија, да речеме, ова коњот и човекот. Значи, ние ги гледаме постојано како ода со коњот, како тршат, како... И на некој начин мислиме дека тоа е суштината, а буквално внатре се крие нешто друго. Нешто, да се вратиме сега на ова митологијата, тројанскиот конј. Значи, во стомакот на коњот се крие и нешто друго. И токму тука јас ги обработувам преку моите ликови, да создадам една поинаква слика, дека не е тоа што го гледаме секогаш така. Внатре се крие нешто друго. Меѓутоа, тоа не значи јас да создадам некој вид на дефетизам или илузија дека се е лошо светот. Туку напротив, тоа во контекстот, значи, може да се перцепира како надеж, како дека човекот мора да внимава во својот живот, во својата судбина, како со кого соработува, што работи, целта што е на другиот, не само за себе, пошто тоа не зависи само од себе и од другиот. А во другиот роман, Создавање на пустината, тука обработувам една тема, значи тоталитаризмот, преку метафората на едно кралство, еден деспотски крал кој владе, значи една нормална земја, да речем како што е, да се создаде преку лошото владење на пустина, да се претвара на пустина. Значи, до таму е човекот толку е деструктивен што може би намерата не му е лоша, но меѓутоа понекогаш он не води баш таму кај што тоа е најфатално. И токму тука во гради, ама и разградува, уништува. Да. Токму тука ми е целта, дека зависи се од човекот, од владењето, целата човечка историја, мислам дека има такви примери колку сакаме. Меѓутоа, сепак сакав пред ова кај читателот да будам едно чувство за владењето, дека се зависи од човекот. Може тоа да се претвара и во пустина, меѓутоа може и обратно. Во аза. Да. Драго ми е што имате роман, имате книга посветена на коњот. Коњот и мене ми беше предизвик и символ во една книга под подковицата на коњот се вика, со тој наслов. На гледачите да им кажам дека годинава, значи 2026 година, според кинезите е година на коњот. Ние луѓето имаме многу сличности со коњите, не само во напорот, во товарот, носењето на товарот, во потта,
туку и во желбата да бидеме брзи, понекогаш и ние сме исплашени како и коњите и слично. Вие подготвивте, односно создадовте книга со наслов Моите соговорници. Таа книга содржи разговори со писатели. Знам дека е убаво тоа чувство да разговарате со колеги, со писатели, бидејќи секогаш може да се слушне нешто повеќе, па и да се научи од тие средби и диалози. Уште повеќе што вие ги водите тие разговори како новинар, па и од вас најмногу зависи што ќе ви одговорат, односно што ќе дознаете. Како јас вечерва, како ја водам емисијата, таква и ќе биде. Значи, соговорникот ќе го даде максимумот, доколку јас му поставам соодветни прашања. Какво беше вашето искуство со вашата книга Моите соговорници? Ова книга е, како што рековте, разговори со писатели, со критичари, со и така натаму. Тоа буквално јас еден ден така ми дојде да тие интервјуа што ги направив како новинар со некои врвни писатели како што Исмаил Кадаре. Фато Сарапи. Ја се сеќавам, извинувам, кога беше Кадаре во Тетово, заедно бевме. Да, порано ги направив тие разговори, меѓутоа ги направив една селекција, да речеме, поригорозна, што навистина има што да чита читателот за овие, пошто тие разговори не се дневни, буквално тие се многу подолго живеат. И така да можам тука да издвојам еден разговор што го направив со Ионе покоен сега, мој ком Зеќо, еден од врвните творци, еден голем ерудит пред се. Значи, он кога го всушност јас пред да направам разговор со него, јас седнав да ги читам неговите книги. А он има пишано романи, раскази, песни, за археологија, за он голем ерудите. Значи, читав, да не речам сега, да не претерам, ама многу книги читав. И негови, и други, за да се информирам, па да го водам разговорот како што треба. Да, некој за еден разговор треба многу да се подготвувате. И кога го направив разговорот, на крај он ми рече дека твоите прашања зборуваат повеќе од моите одговори. И викам, не претеравте. Не претерав, вика, твоите прашања зборуваат повеќе од моите разговори. Викам, фала ви многу за убавите зборови, за ова што го кажавте, меѓутоа јас не сметам така. Добро, вика, твое мислење, ама наискрено ти кажувам. И така да тоа е убаво искуство, мислам, има што да се чита таму. Сосема ве разбирам. Седнувате наспроти автор и мора да се подготвите. Прво да знаете кој е тој како личност, како творец. Мене, например, ми импонира, многу ми е мило кога по снимањето по водењето на разговорот, на емисијата, соговорникот ќе ми рече, овие прашања досега никој не ми ги поставил. Да. Ама, тоа значи дека и тие одговори што јас сум ги извлекол, може би тој прв пат и ги изговорил. Така и вам ви кажал тој автор, не случајно дека вашите одговори биле посуштествени, вашите прашања биле посуштествени и од неговите одговори. За вас се вели дека сте критичар, ама и полемичар. Вие многу држите до вашите ставови и тука сте безкомпромисен. Јас знам дека е тоа така со години, со децени. А денес, токму, ако нешто недостасува вистински критички дискурс и вистинска полемика. Нема полемика, ама нема ни критики. Слушајте, не само во
областа на литературата, на творештвото, тука во сите области без критика нема развој, Нема напредок. Да, нема напредок. Нема еволуција. Токму тоа мене ми го возможи ова новинарството. Во страниците на Весникот Флака тогаш имав можност да полемизирам со разни личности, дури и со некои познати личности, да речеме академици и други и така натаму. Тоа за суштински работи, за принципиелни работи, никогаш не како кампања тоа. Јас не навлегувам во тие дневно политички или да речем. Тоа суштински, за суштински работи. И мислам дека во денешно време можеби поради тоа што веќе ги нема веснициве во типографска форма како што ги имавме порано, сега во социјалните мрежи сосема нешто друго го привлекуваат вниманието за тривијални, можеби за банални работи, ама не за ефтин популизам. Да, ама не за, да речеме, за една книга или за еден книжевен проблем за и така натаму. Така да ова е криза не само во нашето општество. Мислам дека насекаде е ова криза. За жал така е и многумина со право велат па не сум луд, без никаков надоместок, без никаков хонорар, да пишувам критички текстови, само да се замерувам, да си го намалувам кругот на пријателите, а да трошам неповратна енергија. Вие сте добитник на државната награда 22 ноември во 2023 година, а оваа година, како што реков на почетокот од емисијата, ја добивте наградата Мост од Друштвото на писателите на Македонија. Оваа награда всушност представува, како и незиното име што кажува, символ на поврзување меѓу книжевностите и културите. Ахмет, ќе бидам, бидејќи сме пријатели долги години, би рекол и децении, дали ние доволно се познаваме, дали ние се читаме или живееме некој паралелен живот. Во иста средина сме, во исто Скопје, колку ние македонците ја познаваме албанската литература и култура и обратно, колку албанците, сромнесото и за турците и за сите други народи, нели, но каде е проблемот? Мислам дека ова е стар проблем. Ова е широка, дамнешна тема. Хендикеп е ова. Е создадено во минатото, што непознавање на другите култури или културата на соседот или на пријателот или на твоите сограѓани. Тоа, мислам, не е само политички проблем во минатото, што туку и во менталниот склоп на луѓето во главите, влегле, дека на некој начин се само задоволуваат со својот јазик, со сопствениот јазик, дека тука почнува и завршува светот. Мене ме прашува еднаш измеѓу македонскиот и англискиот јазик, кој би сакал, кој јазик? Кој ти е поблизок? Без сомнение викам македонскиот. Како вика ти, ненормален си, како? Викам англискиот нешто не сакам да го знам, меѓутоа тоа ќе го користам, викам, ретко. И не ти треба, не ти е потребен, не ти на крајева и можеби и нема да ми треба, меѓутоа македонскиот јазик мене ми треба за некои работи. Секојдневно. За многу работи. Значи не само за познавање на културите, на моите сонародници македонци, туку и за моите потреби лично. Јас сакам убавите книги да ги читам, да ги знам тоа. Меѓутоа секако тоа да ги читаш во оригинал, не во превод. Обврска, тоа е и граѓанска обврска, значи службен јазик е македонскиот и треба да го знам. И не се кавам за тоа што вложувам, цел живот вложувам јас да го знам, читам книги во оригиналот, некои од песните на авторски македонски сум ги превел, романот на ова Андоновски Страф од Варвари го преведов. Браво. Исто така. Така да мислам дека ние треба да искочиме од тоа гето што е на вештачки начин или на политички начин. Дури би рекол и стереотипи. Некои... Тоа веќе не треба да биде хендикеп. Ние треба да се ослободиме меѓу себе. Не сакам со ова да кажам дека не треба да се преведа, да ги читаме ние по секоја цена на оригинал. Меѓутоа,
треба и да се преведуваат од албански на македонски и обратно, од македонски на албански. Тоа не е само кај македонците што не ја знаат албанската култура или литература, или можеби туку и кај албанците. И обратно, да, мене ми е жал, мора да го кажам ова, дека немат врска со современите автори, некои пишуваат, објавуваат книги разни. Јас не можам да ги сфатам како творци да немат прочитано ни една книга од македонски автори или обратно. Тоа е, апропо и ваш наслов на романот со пустината, тоа е како да сте самобендисани, самодоволни и сакате да живеете во некоја пустина. Само вие и околу вас... Гетоизирани. Се да е пусто. Ама обратно, треба да видите и што има зад оградата, дворот, што има зад планината, што има преку брегот на реката или и слично. комшијата. Или комшијата. Ова не го кажувам случајно, бидејќи вие сте, како што рековте и самите, вие сте и преведувач. Преведувате од албански на македонски и обратно, од македонски на албански, како што рековте пред малку, дека сте го превели романот од Венко Андоновски, но преведувате и од српски и од хрватски на албански јазик. Тоа е богатство на вистина. Преводот е макотрпна работа, но е креативен чин. Така го имате преведено и романот Хазарски речник од Милорад Павиќ, еден на вистина редок роман, со сложена структура и поетика. Мислам дека секој преведувач зирнува во туѓите дворишта, во туѓи театари, во туѓите творечки креативни лаборатории, би рекол во туѓите поетики. И не случајно вие сте постојано во вашето творештво иновативни, креативни, односно експериментирате. И мислам дека основната мисла и основниот ангажман и напор на секој автор е да биде свој, а тоа значи автоматски да биде различен од другите. Дали сум во право? Па да, малку поопширно ова, да, подетелно. Мака, романот Хазарски речник на Милорад Павиќ, да. Ова приказната за ова дело почна можеби пред 40 години, кога првпат со еден мој пријател заедно ги споивме парите за да го купиме еден примерок на романот. И од тогаш да почитав книгата, бевме студенти млади тогаш. Так. И чудна работа, кога ја прочитав книгата, сфатив дека многу работи или на некој начин формата или начинот, структурата на овој роман и кај мене превладал. На некој начин јас претходно мислев дека можеби вака слична книга треба и јас да... Кога ја прочитав ова, ми пропадна идејата. Тогаш ова го чувствував како веќе како моје, како јас да бев автор. И ми беше сон тоа да го преведам. И после 30 и кусур години ова издавачот на Кадаре, познатиот Онуфри од Тирана, дојде во Скопје овде и ме побара. Вика, дали ти е познат романот Хазарски речник? Викам, како не е, викам. Така. Дали би можел ти да се нафатиш, вика, да го преведеш? Викам, ова, викам, 30 и кусур години сон ми е тоа. Вика, почни. И од тогаш јас почнав веќе. Тоа е веќе не предизвик, него повеќе од предизвик беше за мене. Тоа е едно тешко дело, не е толку така лесно што може секој да се нафати. Меѓутоа, јас имам некои чудни амбиции што прво ми е да го направам поубаво да звучи на албански отколку на српски. Не сакам тоа да го... Не ми е целта да го понижам другиот јазик, оригиналот. Меѓутоа, може би, како илузија, мене
сатисфакција, ми е задоволство тоа да го направам. И веќе работев скоро 2 години на ова дело и искочи така. И многу бев горд и бев, како да кажам, задоволен што во ракописот пред да се објави некои лингвисти од Тирана, тоа имале прилика да го читат во оригиналот, додека беше ракопис, и тие беа воодушевени со преводот, со речениците, со мислата, И така да, мислам дека тоа што го рековте вие, дека преводот не е техничка работа. Пред се тоа е творечки чин. За мене барем така, тоа е творечки чин. Треба тоа да се истрага, пошто ова не е дело што може да се напише за месец дена или за година дена. Ова е животно дело. Тоа треба прво да се проучува целата проблематика, кои се хазарите и така натаму. Значи, тоа е веќе енциклопедија цела, што треба со децении да се пишува тоа. И затоа и преводот таму, секаква терминологија, секакви зборови, секакви... Мислам дека познато ти е делото како е. Затоа... Апсолутно. Убаво што завршуваме со прашање. Јас подготвив 20 прашања, но за жал стигнавме само до 14-тото. Толку трае емисијата, 45 минути. Ќе кажам дека дел од вашите песни и вашите текстови исто така се преведени на повеќе јазици. И дека, убаво рековте пред малку, преводот е исто така творечка работа. Некогаш преводот може да биде и подобар од оригиналот. Иако, за жал, често ни се случува како автори, кога ќе видиме како ги превел некои нашите песни или текстови, а ние ако го знаеме тој јазик, се разочаруваме, бидејќи гледаме дека тоа е направено на брзина, дека е направено буквално, а тоа не е вистински превод. Вистинскиот превод, уште еднаш да повториме, е творечка и креативна работа, а посебно да се преведе хазарскиот речник, тоа е мајсторство. Ја би рекол дека е тоа и совршенство. Токму така е. Значи, и Шекспир, да речеме, убавите преводи, значи секој народ го има својот Шекспир, ако е преводот добар. А ако не е, тогаш е нешто друго. Бидејќи сме на самиот крај од емисијата, ќе ве замолам овде во ова наша тетрадка на учесници со еден од овие фломастери, еве со сината боја, овде каде ни напишите една порака, една мисла и да ни се подпишете, бидејќи не само што оставате трага, оставате спомен како еден од учесниците на оваа емисија, туку и овие ваши автограми, да речем, овие ваши подписи и овие ваши пораки ќе бидат дел од една изложба на учесниците. Не морате долг текст, доволно една реченица, една порака, еден стих. Ке се обидам да... И нормално тоа ќе ни го прочитате на крајот од кај ќе го напишете. Инаку, додека вие пишувате, додека го слушаме шкретањето на фломастерот, да кажам дека навистина ми е драго што вечерва разговаравме да прочитаме текстот. Поезијата е артикулирање, односно артикулација. Да, поезијата е артикулирање на лична осаменост. Така јас го... За жал, со рака сакам да ви честитам, Ахмет, за сите досега напишани и објавени книги. Со радост и задоволство знам дека читателите очекуваат и нови ваши текстови, нови ваши песни, нови ваши критики, есеи, нови ваши книги. Денеска сте вие зрел, веќе оформен писател и јас се радувам што вечерва
споделивме дел од нашите животни и творечки искуства. Ви благодарам јас за времето и за просторот што ми овозможивте да се презентирам и да ги искажам моите ставови, моите мислења за сите проблеми што. Ви благодарам, бидејќи остана и неодговорени прашања, ќе си земам слобода во некое скоро време повторно да седнеме на овие исти столчиња и да го продолжиме разговор. Со задоволство.